Близок е уште еден термин за локалната програма Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне не следите токму на. Во локалната програма на Скопје ми е дома, односно на Вистинска телевизија, ќе проанализираме што се случуваше изминатата седмица, односно изминатите неколку дена. Ќе поразговараме со представник на една скопска општина за повеќе теми, меѓутоа фокусот ќе го ставиме на оние поплави кои што се случија со излевањето на Маркова река во населеното место Батинци во општината Студеничани. За ваквиот проблем, односно како се справија со поплавите во Батинци, со излевањето на Маркова река, за соработката со Дирекцијата за заштита и спасување, колку брзо се излезе на терен, колкава е штетата и како ќе се одвиваат работите понатаму, меѓутоа и за се она поврзано со проектите токму во општина Студеничани, можете да претпоставите веќе од мојата најава. Јас вечерва ќе поразговарам со господин Ниметула Демири, представник од општина Студеничани или шеф на кабинет на градоначалникот на општина Студеничани Азем Садеки. Велам добре дојде токму за господин Демири, ви благодарам што сте дел од Скопје ми е дома и што ја прифативте мојата покана да гостувате во локалната програма. Благодарам на вас за можност. Така, јас во најавата напоменав дека ќе започнеме од она што најсвежо се случуваше. За жал се излеа мостот на Маркова река кај мостот во селото Батинци во вашата општина поради големите дождови. Што се случуваше во Батинците новиве? Сите веќе знаете поради поројните дождови, веќе изминатите 2 дена се соочувавме со излевање на самата Маркова река, која што проаѓа низ селото што го спомнавте Батинци, па потоа се излева низ населбата, почетокот на населбата Драчево кон Пинтија. Значи поради поројните дождови, така неочекувано, значи пошто таа река има една поширока корита, не е една обична селска река, почнало да се собира многу вода од изворот некаде на самата река, која што веројатно е некаде многу висока на планините на нашата општина, и така се пролеала многу брзо и почнала, каде што наоѓала пречки, почнала да и се излева низ самото населено место во селото Батинци. Ние така, значи, уште од самиот почеток заедно со градоначалникот формиравме како еден вид кризен штаб и излегавме директно на терен и се обидувавме постојано со тие постоечки механизми што ги имавме, значи со некои машини да се спречи поголемо пролевање на самата река и да се спречат поголеми штети во самото населено место. Така, излеговте на терен излезе Дирекцијата за заштита и спасување, излегоа и градоначалниците на Киселавода и на општината Аеродром, бидејќи станува збор за едно место кое што Значи, ние од самиот почеток влеговме директно во почетокот на населеното место од горното, каде што почнува селото Батинци, таму каде што има едно место каде што се спојуваат двете реки, едната што се вика Дрешничка и другата самата Маркова река, и тука веќе почнуваше да се изливаше и моравме да интервенираме што побрзо за да се чува протокот на водата низ самата корита на реката. Потоа за среќа почна да престанат и дождовите, можеше да се интервенира полесно и секако тука уз помош, значи во координација бевме и со Центарот за управување со кризи и со Дирекцијата за заштита и спасување, се координиравме постојано и превземавме неколку мерки, почнувајќи од двата моста што се завлез во самото село Батинци, значи заедно со Министерството за внатрешни работи превентивно, значи ги стопиравме за учесниците на сообраќајот, од страв да не се оштетени мостовите, истите беа заобиколени и не смеа да проаѓаат коли ниту пешаци. Значи целата вечер така стоја мостовите и во раните утрински часови повикавме стручњаци кои што го анализира самиот мост и кои што констатира дека мостот не е оштетен и може да продолжат да се движат возилата. Така, се стабилизира водостојот на Маркова река, меѓутоа како е проводен патот кон Лисиче и кон Батинци сега?
Па моментално е смирена ситуацијата, значи интервенциите повеќе се направени во пределот на реката каде што се изливаше на неколку места во близина на некои куќи од самото село. Патот е проводен, значи веќе проаѓа тука. Колкава штета е направена во... Па видете, ние уште од првиот ден, значи после да ја наречам поплавата, во општина свикавме совет на општината и формиравме комисија која што денеска веќе требало да ги заврши сите, значи беше на терен да се проценат точно колку се направени штетите. Првично како што добив информација, некаде водата се пролеела низ десетина куќи, од кои што комисијата шетала од куќа по куќа и земала точно запис што е оштетено и како е штетено. И понатаму комисијата ќе се заврши незината работа за до крај истите граѓани да кажеме голема е среќата што штетата е само материјална. Така, тој и верувам дека све што е само материјално може да се надомести. Така. Еве конкретно и од општина Аеродром денеска излегува со соопштение дека ќе ги повикаат жителите конкретно да упатат барање до општината за да увидат, односно да пријават штети од поплавите кои што се случија. Можат ли граѓаните, односно жителите на Студеничани да пријавуваат штета конкретно во општината? Веќе јавно и напишавме и преку информиравме, значи, за формираната комисија која што и денеска и беше на терен и верувам дека се допрени сите тие домаќинства кои што биле погодени од водата, но еве и тие што испуштиле можат слободно да се обратат до општинската администрација, до комисијата за да се зема точно колку е направена штета ако им е направена веќе. Така, ваквиот немил настан, за жал, беше уште една преписка помеѓу градот Скопје и дел од инволвираните општини кои што се препукуваат чија е надлежноста овде во случајот со излевањето токму на коритото на Маркова река. Каков е вашиот став? Видете, ние со градот Скопје, иако сме надвор од градот Скопје како општина, ние самостојно делуваме, меѓутоа имаме многу заеднички работи за кои што надлежностите треба да ги делиме, како што се градскиот јавен превоз, тука е водовод, па и ред други работи. Па еве, не можеме ние да делиме надлежности на Маркова река, затоа што ние ако не спречиме до таму каде што е нашата надлежност, ако не исчистиме или ако не продолжи градот Скопје или општина Киселавода, кој што ние тука прв сосед, значи ние не можеме да контролираме на каде ќе протече водата. Значи, одговорноста е на сите и не можеме ние да си ја префрламе топката за вина еден врз друг или на било кој друг. Значи, сите треба да земеме одговорност, како што земавме ние одговорност и веднаш, уште денеска, да ви кажам дека пуштени се на терен заедно со Дирекцијата за заштита и спасување, над 5-6 големи машини кои што го чистат протокот на самото корито на реката и се прават бранови за, не дај Боже, нели, поради метеоролозите најавуваат пак дождови и не сакаме веќе да дозволиме да има такви протекувања на самата река. Значи, превентивно си правиме бранови низ целата река која што проаѓа низ населеното место Батинци. Велат дека пријателите се препознаваат токму во неволја, општина Киселавода и општина Аеродром веднаш излегува на терен со вас. Моето прашање кон вас е, иако сте надвор од градот Скопје, не функционирате нели како општина во град Скопје, каква е меѓуопштинската соработка со скопските општини? Со скопските општини, па видете, ние соработуваме со нив, дали во Скопски плански регион, дали во рамките на ЗЕЛС. Особено со градоначалникот на Киселавода, значи тука сме, како и да е, ние имаме, како што кажав претходно, имаме многу заеднички работи и можам да кажам дека е солидна. Меѓутоа не можам истото да го кажам со некои предпријатија кои што се моментално кои што се дел од градот Скопје, како што е водовод. Значи немаме никаква, да не кажам никаква соработка, меѓутоа... Неколку пати го споменавте водовод, со какви проблеми се соочувате? Па се соочуваме, видете, со водовод верувам дека пола град има проблеми. Вие знаете проблемите со кои се соочуваат граѓаните, дали старите мрежи што треба да се менуваат, дали да се уклучат, нели селата се прошируваат и треба да се прошируваат исто и мрежите, дали на водовод, дали на канализација.
И секогаш ние вака продолжуваме да се обвинуваме едни со други, меѓутоа имаме конкретен случај во населено место Студеничани, каде што ние инвестиравме над 30 милиони денари за да смениме старата мрежа, каде што требаше да смениме азбестни цевки кои што се од 70-тите години. Ја направивме целата инвестиција и си лежат, значи, цевките и не можеме да најдеме заеднички јазик веќе 5-6 години со водовод за да дојдат само да се направат приклучоците кон домаќинствата. Исто така и со јавниот превоз, значи знаеме ние дека имаше кризи во јавните претпријатија на Скопје, дали имаше недостаток на возачи, дали на автобуси расипани и не може секој пат кога ќе има такви недостатоци, токму Студеничани да биде исклучен од јавниот превоз, затоа што има преголем број на ученици, има луѓе што работат во град и секако не можеме ние да им спречиме да се возат со јавен превоз. Говориме за една општина која што ми кажавте на самиот пред почетокот на емисијата дека вбројува околу 15 до 16 села. Има 19 села, од кои 18 се активни каде што живеат луѓе, едно село веќе нема, се оцелени сите. Така. Четврт мандат за господинот Азем Садики како прв човек на општината. Колку Студеничани денес е транспарентна и отчетна пред граѓаните за четврти пат поред господин Садики да седне на градоначалничкото место? Самата доверба на градоначалникот веќе дава една слика за каква отчетна општина се работи, бидејќи тој ја добива постојано довербата на граѓаните директно на избори. Значи не се работи за да кажеш некој градоначалник кој што е вметнат од партија или не. Господин Садики е, така да го наречем, вечен опозиционен политичар, за сега е сосема, значи не е активно во политиката, туку е посветен само на работите на општината. Се работи за доста искусен градоначалник и мислам дека е од ретките во Македонија што веќе ја врши функцијата четврти мандат градоначалник на некоја општина. Ајде да видиме што сработивте во последниот мандат, 2021-2025 година. Да. Колку сте достапни непосредно за граѓаните? Велам непосредно отворен ден на општината за граѓаните, вклучување на граѓаните во буџетот, во буџетирањето на... Да, нема некој официјален ден на општината за отворено за граѓаните, меѓутоа кажав дека се работи за воема домаќин градоначалник кој што е секој ден на работа и значи он е во постојана комуникација. Гледаме постојано меѓу жителите, Постојано, значи дали на религиозни, дали на весели, на било какви настани, он секогаш е тука. Исто така и во канцеларијата, значи јас сум тука во неговиот кабинет и верувајте до сега не сум начекал да одбие некој граѓанин да се види со него. Пошто сме мала општина, тука се сите жители веќе и се знаат меѓу себе и знаат секогаш да доаѓат директно проблемите да ги кажуваат дали на секретарот на општината, дали на некој друг од администрацијата или до градоначалникот. Он секогаш е тука, ги слуша граѓаните. Што се однесува до транспарентноста за буџетирањето што сметавме, ние сме една од ретките општини кои што сме спроведувале директна програма со UNDP за буџетски форум, каде што отворено директно граѓаните учествувале во донесувањето на самиот буџет на општината. Во два наврати, значи, сме учествувале со UNDP, со буџетски форум, еднаш со буџетски проект и моментално сме со UNDP исто така подпишавме меморандум веќе четврти пат во една друга програма, моментална зајакнување на општинските капацитети фаза 2, во кои беа вклучени и советниците на општината и дел од администрацијата на општината. Го представивте како вечен опозиционер, меѓутоа го видовме фотографирани со актуелниот премиер Христијан Мицкоски. Што се разговараше на следбата? Не, кога кажав вечен опозиционер, мислев да го представам како критичар на село на кој што не чини, претпоставам на тоа алудиравте. И верувам дека разбирате дека некој
човек што победува постојано од опозиција, значи дека се работи за некој кој што умее да ја стекне довербата на народот. Барем така би требало да биде. Народот, да. Така, ќе проговориме малку повеќе за проектите кои што следуваат, односно одржавте средби со министерот за локална самоуправа Златко Перински. Добивте поддршка околу 3 милиони евра финансиска од владата. Зашто конкретно ќе се трошат овие пари? Видете, во првиот повик кој што беше од владата, од унгарскиот кредит за помош на општините, ние бевме меѓу првите општини кои што директно аплициравме и ни беше прифатен. Со какви проекти? Со инфраструктурен проект, значи реконструкција на локален пат од село значи што води патот до Китка, од цело Црвена вода до до горе до Китка, значи целиот проект опфаќа околу 6,5 километри реконструкција на целосниот постоечкиот пат кој што беше во многу лоша состојба. За важноста на проектот секако малку ќе се задржиме, тоа е пат кој што води до ридот на планината Китка, верувам кој се качил, тоа е еден од најубавите предели на низ Скопскиот регион, значи е на 20 и кусур километри од доле, значи од Драчево каде што почнува патот, и верувам дека ќе отвори многу можности за самата општина, дали за развивање на селски туризам, развивање на економијата, каде што ќе отвори можности да се градат, не знам, потенцијали, хотели, угостителства и така натаму. Така, на што друго ќе работи Студеничани со... Моментално, значи, ние како општина изведовме неколку проекти од кои од сама финансирање, значи од самиот буџет на општината, асфалтиравме неколку улици во Батинци, во Студеничани, исто така во соработка со Министерството за транспорт и врски. Моментално само при крај сме со завршување на една од најважните улици во населеното место Студеничани, улица 5, која што беше изградена со средствата од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски. Исто така при крај е тендерската документација за другиот проект кој што ќе биде меѓуселско поврзување, значи на Студеничани и Морани, кои што се тука блиску. Исто така во вториот повик на владата за помош на општините ние веќе поднесовме документација со 6 конкретни проекти. И би се задржал на некои од тие проекти кои што се воема од важен карактер за кои што ќе допира директно на граѓаните. Значи, еден ќе потенцирам водоснабдување на планинските села, значи Количани, Драчевица, значи ќе носиме цевка, значи имаме отпочнат проект веќе од минатата година заедно со Министерството за транспорт и врски, почнавме да носиме цевковод директно од Салаковските езера. Тоа е еден многу висок предел на планината Китка, каде што има доста голем проток на чиста вода за пиење, и истата цевка треба да се донесе до некаде до селото Количани, каде што првично ќе се поврза самото тоа населено место кое што досега немаше водоснабдување. Изградена е секундарна мрежа со дивидендите од ТАФ што беа минатата година со владата кој што се реализира. Беше проект негде околу 500.000 евра. И сега со 53 милиони денари плюс од помошта на вториот повик на владата ќе се обидеме да ја завршиме таа цевка да стигне до некаде над селото Количани. Така, предпоставувам водоснабдувањето исто како и инфраструктурните проекти, бидејќи станува збор за рурална средина, рурална општина, се клучните работи кои што и ги бараат граѓаните, односно жителите. Токму заради тоа ние се одлучивме така да опфатиме некои проекти кои што од поодамна се побарани од страна на граѓаните. Например, можете да замислите, село со над 500 куќи до сега немаше водоснабдување, кој како сам си се снаоѓаше со ископ на бунар. Имаше една постоечка мрежа, меѓутоа има недостаток на водата. Ова за мене е една нова информација, јас не сум знала дека постои. Можам да кажам дека ексклузивно вечерва кај вас кажувам за вториот повик за помош на владата на општините, за што сме аплицирале. Друг исто така многу важен проект кој што е за прв пат ќе пуштиме траса, значи изградба на нов пат од населеното место Студеничани, од главниот пат, за да се поврзаме директно со
селото Идризово и со тоа директно и со автопатот. Значи до сега нашата општина немаше директно поврзување со автопат, дали го користивме тој предел преку Зелениково, Таор, тие селата или дали преку Драчево и Лисиче. Меѓутоа сега преку, значи директно преку нивите ќе се обидеме да го поврзаме Студеничани директно со автопат. Сега тука ние аплициравме исто со 50 милиони денари за тој проект за 3,5 километри изградба на нов пат кој што ќе стигне некаде до реката Вардар. И веќе тука треба да се направи една добра студија и секако ќе побараме и друга помош од владата, треба да се изгради и нов мост преку Вардар за да се премине на другата страна до Идризово. Секако ќе побараме меѓуопштинска соработка и со општина Газибаба, тука која што се граничи, и аеродром, и за да се направи тој пат, бидејќи е многу важен и од економски аспект, меѓутоа ќе значи и нов влез за градот Скопје. Така. Остана ли неасфалтирана улица во овие 4 мандати во Студеничани? Па видете, веројатно ако зборуваме конкретно за главни улици низ тие главни населени места, верувам дека не останало. Меѓутоа, како што спомнав преска, нашата општина има 17 села во кои што уште гравитираат, иако некои се помали села, сепак таму се луѓе што живеат. Ние сме се обидели, значи, во овие 3 мандата, да ги кажам, да ги покриеме сите овие поголеми места, главни улици, веќе се довршени. Меѓутоа, некаде излегуваат, например, во Долно Количани, излегуваат надокнада работи, затоа што се правеше секундарна мрежа водоводна и секако тука се ископаше на неколку места. Меѓутоа, верувам дека при завршување на овие подземни работи, истото село ќе биде целосно асфалтирано. Што се однесува до базата, значи Студеничани, каде што е и општинската административна зграда, верувам дека се завршени околу 90% сите работи, не само, значи, асфалтирањето, тука опфаќаме и канализација и водоснабдување и ред други работи што треба. Само, значи, да земете инсерти од последната улица 5-6 градена во Студеничани, таа е една од честопати ја споделувате и објавувате. Да, една од најмодерните улици што сме ја изградиле во овој период. Се надевам ќе ве посетиме и ќе ја видиме за каква улица конкретно станува збор. Тоа е во делот за инфраструктурата. Надлежностите велите дека треба да бидат поделени. Што правите вие за зачувување на животната средина конкретно во Студеничани? Видете, ние имаме многу убава средина, значи се работи за една, како што спомнав преска, планината Китка, тука и Маркова сушица, која што е доста фреквентирана од страна на посетители. Ние постојано со нашето комунално предпријатие го одржуваме колку што можеме. Секако, тука секогаш има несовесни граѓани, дали субјекти кои што се обидуваат да ја расипават убавината на таа средина. Секако тука е комуналниот редар кој што постојано шета и се обидуваме да спречуваме, некогаш, значи, земаме акции каде што правиме. Пишувате ли казни? Па, конкретно не знам да ви кажам, но веројатно казни, опомени, самиот инспектор што ми излегува на терен, се обидуваме постојано да спречуваме такви појави. Меѓутоа, и постојано, значи, во соработка со луѓето што имаат влијание низ селата, значи, дали, тоа да кажам, оџи, дали било кој, значи, се обидуваме да допреме до свеста на граѓаните дека не е убаво што отпадот се собира постојано, значи, комуналното предпријатие си функционира одлично. Општината, значи, многу дава посветеност на комуналното предпријатие за да имаме што почиста општина. Така, верувам дека станува збор и за една средина каде што и воздухот кога овде во градот е загаден, таму имате малку поинаква слика. Прилично воздухот е чист во тој делот на тие планинските села. Меѓутоа зборуваме за Батинци, Студеничани и Морани, тука селата што се веќе до Драчево, значи доле во атарот на општината, особено во Батинци преку летниот период има многу поплаки од страна на граѓаните. Еве, спомнав на почеток со градот Скопје имаме заеднички работи. Дрисла е тука, секако еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме. Ние како општина директно немаме никакво влијание, немаме ни представник во нивните управни одбори или како функционираат, не ни знам.
Меѓутоа, лошиот воздух го дишеме ние, самите граѓани на општината. Во неколку наврати, значи имаше и протести од страна на граѓаните каде што директно го кажуваат нивниот револт, имаше и една невладина со релевантни статистики колку штета прави самиот тој загадувањето на самата Дрисла, меѓутоа, како што спомнав, особено во последните 3 години не функционираме и не можеме ништо да превземеме. Претходно пред тоа имаше еден период каде што не се сеќавам добро, мислам дека италијанци беа кои што ја превзема Дрисла и тука имавме еден вид соработка каде што и пружа и помош за самата општина, конкретно за населеното место Батинци, каде што директно, значи, они учествува во асфалтирање на неколку улици и они тогаш требаше да инвестираат преку 80 милиони евра за тие филтри, за све што требаше да биде една модерна Дрисла. Меѓутоа, како пропадна, значи, таа соработка со италијанците, односно, како ги избркаа со еден збор, да кажам, и веќе од тогаш, мислам дека целата сторија си продолжува така. Така, и работите стојат во место. Имате и фудбалски клуб, да. Имате и турнир во борење. Да. Ајде за спортот во општината. Во делот на спортот. Значи, ние уште пред неколку години, значи, по иницијатива на некои млади, меѓу кои бев и јас вклучен, значи, формиравме фудбалски клуб, кој што сега моментално игра во 4-та лига, комунална лига Кисела вода, и кој што, морам да се пофалам, бележи одлични резултати. ФК Студеничани? Да. И верувам дека оваа година веќе ќе се качиме една лига, значи тоа е и нашиот стремеж оваа година да бидеме третата регионална лига. Во третата регионална лига и така да продолжи, но не е само А тимот, значи тука е и младинската школа каде што учествуваат генерации 2010, 11, 12, 13 и да ги видите така еден куп деца одеднаш како сплотени како се занимаваат со спорт, значи една доста добра работа, убава слика. Ние многу сме се потрудили да ги поддржиме клубовите, не само фудбалскиот клуб, веќе во општината има 3 активни клубови, кои што е и футсал клубот Каршијака, кој што игра во 2-та македонска лига, исто така и клубот за борење. Во рамки на клубот за борење, спомнавте, значи еднаш годишно се одржува традиционално светски турнир во борење. Традиционално борење. Што значи? Тоа е еден вид спорт, значи борачи доаѓаат од представници од Бугарија, од Косово, од Албанија, од конкретно Турција. Во Студеничани? Да, конкретно затоа што во Студеничани веќе со векови се култивира тој спорт. И веќе секоја година се одржува. Има некој посебно значење овој спорт? Секако има и една книга која што е направена од страна на некои така истражители за тоа како се култивирало овој спорт во самото село Студеничани. Ајде накратко. Например, само да спомнам во самата репрезентација на поранешна Југославија, таму 70-тите години, од 10 значи представници на Олимпијада или на Европско првенство, 7 представници биле од самото село Студеничани. И затоа секогаш се давало значење на овој спорт и ние секоја година активно заедно со Министерството за култура, со граѓанскиот сектор организираме манифестација, како што беше тој лани, секако и оваа година ќе се организира тамо некаде мај-јули и верувам ќе бидете поканити и вие да си земете инсерти затоа што има доста. Посетена ли е ваквата манифестација? Има, значи во еден таков настан посетеноста се движи од 5 до 7.000 луѓе се собираат за да ги гледат тие борења. Сигурно е интересно, традиционални борења. Студеничани беше домаќин и на меѓународниот фолклорен фестивал 2020. Да, значи тоа е исто, значи во делот на културните настани. Заедно со граѓанскиот сектор, значи се организира секоја година скоро каде што доаѓаат тие, значи културните друштва и тука си перформираат пред локалното население, пред децата и ние како општина секогаш сме ги поддржали и ќе продолжиме да ги поддржиме тие манифестации, кои што се во интерес на културата на самите граѓани. Уметничка програма во училиштата се одржува исто така во училиштата. Да, веќе активно почнала да работи една група на млади луѓе кои што сакаат да формираат една уметничка друштво и баш
непосредно разговара со иницијаторот, ми рече дека има доста заинтересираност и се надевам, и јас му кажав, исто така и градоначалникот, дека ние ќе бидеме тука да ги поддржиме, исто како што сме ги поддржале сите други организации, истото и за нив ќе го направиме и верувам дека оваа година веќе и формално ќе се формираат како уметничко друштво. Споменавте дека општината има многу дечиња. Многу. Можам да се пофалам, значи неофицијално ова, можам да го кажам дека сме по глава на жител во цела југоисточна Европа општина со најголем раст на наталитетот. Да се огледаме на вас, дефинитивно. Имате ли доволно капацитети во училиштата? Па, видете, до сега имавме, меѓутоа веќе активно имаме 3 основни училишта, од кои гравитираат 3600 ученици. Тоа се ученици до 9 одделение. Значи, можете да претпоставите дека веќе почнуваме да се соочуваме со недостаток на простори, особено во селото Студеничани, каде што има најголем пораст на населението. Например, само прво одделенци има 5 или 6 одделенија. А градинки, кога говориме за градинки? Градинки немаме, аплициравме сега во Министерството и верувам дека оваа година ќе ни одобрат и за 2 градинки во Студеничани и во Батинци, каде што имаме готови проекти изработени и верувам дека ако ни одобрат веќе идната година ќе почнеме со градба. Меѓутоа што се однесува до основните училишта, дефинитивно значи имаме недостаток на иако постојано значи се интервенирало од страна на општината, од страна на локалните бизнисмени, од страна на некои локални издруженија, каде што се доградило основното училиште, се доградени нови училници. Исто така, лани ние завршивме со еден од најкапиталните проекти, тоа е завршување на целосно нов објект за основното училиште во Батинци. Значи, изградивме целосно едно ново училиште, каде што учат деца на 3 јазици, значи на македонски, на турски и на албански јазик. Така, станува збор за општина со повеќе религиозни структури. Да. Меѓутоа, нашата општина е меѓу многу религиозна, значи и има и од националности, значи повеќето се албанци, тука се и турците. Најголемиот број се албанци, најголемиот процент. Тука се и турците, кои што исто така и бошњачка и значи многу малку има и од македонската националност. Повеќето тоа се викенд населбите, како што е Маркова Сушица и еден мал дел од крајот на селото Драчево и некои други викенд населби. Меѓутоа има една голема толеранција и ниво минатото никогаш не сме се соочувале со никакви проблеми. Значи ние сме им овозможиле, значи турскиот јазик, иако турците се негде официјално според последниот попис околу 15% во самата општина, турскиот јазик е и официјален јазик во самата општина. Така. Предпоставувам имаате избор да учат на турски мајчин јазик. Да, апсолутно тоа. Значи веќе целата програма се измени, значи имате 3, значи тоа се селата Количани, Цветово и Пагаруша кои што учат на нивно побарување, значи на турски јазик. Така. Интересни информации, дефинитивно, бидејќи сте една општина која што, морам да признам, и по религиозните структури, и по територијата, по руралната средина се издвојува малку повеќе од останатите скопски општини. Од она која што јас можев да го прочитам на вашата веб страна е општина Студеничани се приклучува како најнова, најсвежа информација на кампањата Општина на дланка. Вие малку повеќе ќе ни објасните што значи Општина на дланка проектот, кои се целите на истиот. Предпоставувам дека е од проектот на USAID кој што ви дава грант за заекнување на капацитетите и ресурсите во општината? Со програмата на USAID што спомнав. Така. Не со USAID, извинете, со UNDP, да, така. заекнување на општински капацитети, каде што, кажав, активно учествува и се одржува неколку обуки на самите советници од самата општина и представници од администрацијата. Значи, самите советници директно учествува на тие обуки за да си го знаат подобро како функционира системот на локална самоуправа и така натаму. И во рамки на тој проект добивме еден грант од $50,000, каде што се одржа тие буџетски форуми, каде што учествуваат директно граѓаните на
4 последователни форуми и си дава нивни предлози и си дава приоритет, се расправеше за кои конкретни проекти има најмногу и што може да се реализира во рамки на тој грант од $50,000 и плюс коотизација на самата општина со 10%. И значи самите граѓани одбра да направиме реконструкција на постоечки теренски игралишта за самиот кои што ќе служат за ФК Студеничани, каде што ќе можат децата на подобри услови да ги извршат тренинзите. Исто така се изгради нова отворена фитнес зона, каде што има фреквенција негде меѓу 200-300 граѓани дневно. Во самиот спортски рекреативен центар, кој што е над селото Студеничани. Така, кога говориме за различните религиозни структури, ќе ве прашам уште две прашања, како функционира Советот и... Видете, Советот, кај нас без разлика на, ќе кажам, на политичката определеност, моментално морам да се пофалам, сме едни од ретките општини кои што имаме една млада девојка за председател на Советот на општината, која што... Па секоја ви чест. Да, значи се работи за исклучително млада, негде 24 годишна модерна општина, девојка, значи. Да, која што знае многу добро ги координира, значи работите со сите советници и секогаш знаеме да се усогласуваме за битните прашања на општината без разлика на политичката припадност. Ја пофали, верувам ќе и дадете можност и на неја некогаш да... Ќе ни биде драго и ќе ни биде чест. Во вашата емисија. Исто така, во самиот совет, значи, функционира и Советот за превенција, кој што обично се собирам најмногу преку летниот период, заедно со општините тука Кисела вода, Аеродром и Министерството за внатрешни работи за превенција, значи за да се спречат несакани действија, бидејќи има поголема фреквенција на возила во самиот сообраќај низ нашите 3 општини. Така, неудамно си го прославивте Рамазан Бајрам, јас сакам да ви честитам од моје име и од името секако на Вистинска телевизија. Се одржа ифтарски вечери. Колку сте сплотени за празници? Да, видите, тоа се празници кои што знаат да не собират и да не сплотат како ниеднаш во текот на годината. И ние оваа година морам да се пофалам дека многу сплотени, многу убаво си го поминавме празникот. Имаше така организации од страна да ќе се осврнам во самата општина, значи ние во соработка со градот Бурса, каде што ни беше почесен гостин и градоначалникот на градот Бурса, заедно со него организиравме една ифтарска вечер така поголема, каде што учествува над 500 граѓани, каде што директно градоначалникот на градот Бурса, заедно со нашиот градоначалник, сака заедно со повеќе граѓани да си организират еден таков настан за да бидеме што поблиску. Исто така тука и значи крајот на месец Рамазан веќе е и главниот празник, значи Рамазан Бајрам, и тука помина верувам све во рамките на нормалата и сите граѓани се задоволни. Какви спомени носите Неметула од главниот град? Колку Скопје вам ви е дома? Како се сеќавате? Ние и да сакаме и да не сакаме, ние сме дел од Скопје. Иако кажав, ние не сме дел од градот Скопје како општина, сме одвоени сме. Меѓутоа ние дома. Меѓутоа Скопје ние дома, значи ние Скопје е наш град и секако верувам 90% од сите граѓани на нашата општина фреквентираат секој ден во градот Скопје, затоа што сите работи ги извршуваат во самиот град Скопје. И секако дека многу важно за нас да имаме добра соработка, не само ние како општинска администрација и градоначалник, туку и сите општини што се во градот Скопје, затоа што има работи, пример. Значи, морам да кажам, само што доаѓав за кај вас во емисија, има еден булевар, значи Првомајска, сега не знам дали уште така името или е сменето, е оставена во една ужасна ситуација, особено пошто и таму допреа поплавите. Значи, мислам дека е време да се интервенира во тој булевар и да се доврши, затоа што таму можете да замислите, проаѓаат секој ден, значи сите граѓани на Драчево, на целата општина Студеничани, на Зелениково, вклучувајќи и тие што проаѓаат. Тука ќе упатиме апел конкретно. Да, значи верувам дека има проблеми таму, некои пошто застојуваат работите веќе 4 години на исто место.
Но ние секој ден си трпиме. Има болни луѓе, има стари луѓе и гужвите се неверојатно. Млад сте и амбициозен, имате ли некои политички амбиции можеби во наредниот период? Па, моментално не би навлегол да коментирам политика, пошто не сум политички активен, ни јас, ни повеќето од моите колеги кои што сме во општинската администрација, сите сме посветени за работата на општината. Гледате, се соочуваме со многу предизвици, иако можеби од Карши изгледа така лесно, некои знаат да ни пресудат дека јавна администрација е лесно, но верувајте дека воопшто не е лесно и има секакви предизвици и одговорноста е голема и секако дека секогаш што и да се случи мораме ние да се справиме со таквите последици. Така, ќе успеете ли да изреализирате се во последната година од мандатот? Јас верувам дека она што е реализирано до сега веќе опфаќа на поголемиот дел од програмата што ја имавме за локалните избори 2021 па и 2017 и 2013, значи се работи за администрација и градоначалник кои што сме на власт веќе 3 мандати и со последните објави значи за помош од страна на владата за општините верувам дека ќе се покријат 90% од таа програма што ја имавме ние, затоа што се работи за проекти кои што ние веќе имавме за истите проекти технички документации, меѓутоа не наоѓавме извори на средства. Еве сега дојде можноста и ние веднаш се пријавивме и на првиот и на вториот повик. И секако дека тука постојано си има нови побарувања, пошто се работи за општина кои што воопшто значи според најновиот попис, значи тој 2021, значи една од ретките општини што имаме прираст на население, значи од 17.000 жители, официјално сега имаме 22.000 жители. Можете да замислите како се прошируваат самите населени места, така се јавуваат потребите за директно интервенирање, да им се носи услови на тие луѓе што се променили ли ликот на студеничани на општината? Верувам дека некој што бил пред, да кажам, 10 години, ако се појави сега, веројатно нема да препознае каде се наоѓа точно, се смени целиот лик, значи директно се интервенираше во подземната, во целата инфраструктура на самата општина, затоа што на вистина имаше многу потреба. И можеби тоа е еден од најголемите проблеми што ние одеднаш се соочивме со премногу побарувања од страна на граѓаните, затоа што пред тоа еден извесен период воопшто не се превземаа никакви градежни активности. Јас верувам дека многу од овие работи од 2021, како што кажат од програмата, ќе се заврши и до сега, меѓутоа имате во предвид за каков период зборувам, значи тоа беше периодот на ковид, па пост-ковид, каде што не само во општина Студеничани, туку мислам дека низ целата држава и регионот престанаа да се изведуваат градежни работи. Колку животот во една рурална средина, во една рурална општина, толку близу до главниот град, се разликува токму од оној модерен, динамичен, брз живот во главниот град? Па, обично и со пријателите од град се соочувам со ова прашање. Јас искрено ќе кажам од моја гледана точка, веќе не гледам некоја разлика меѓу животот што јас го живеам конкретно во Студеничани или дали би живеел во некоја од скопските населби. Верувам дека има и позитивни и негативни. Сте си направиле вие вам убаво да вие таму. Едно можам да се пофалам дека кај нас нема сообраќајен хаос, секогаш има место за паркинг, значи ќе ви позавидиме малку за тоа. Да, за разлика од тоа, секако градот тука се поблиски многуте работи. Меѓутоа, ако гледам конкретно, како што спомневте вие за чистиот воздух и така натаму, мислам дека веќе градот со околината е тука исто. Дури на нашиот крај, пошто ние тука, нас ни е близко, нели, тие, како што кажат, Дрисла, па дали некои фабрики. Јас се надевам ќе знаедете начини тоа да го решите. Секако мислам дека е еден поголем проблем кој што се соочува целиот град Скопје, не само нашата општина, и верувам дека заеднички со кампањи или со било какви активности ние активно ќе учествуваме.
Јас сум неизмерно благодарна што ја прифативте мојата покана уште еднаш за благодарам и на вас, секогаш чест да се учествува на вакви емисии. Навистина се радувам што ве токму од Скопје ми е дома споделивме некои информации кои што за мене беа непознати за оваа убава и модерна општина која што има жена председател на Советот. Господине Демири, при самиот крај пред да се одјавиме, јас ќе запрашам уште еднаш дали да бидат спокојни и оние граѓани близу Маркова река, како е уште еднаш да повториме. Значи, не знам дали спомнав на почеток, денеска веќе неколку машини работат на самата река каде што имаше изливи, значи директно се интервенира и се ставаат појаси бранови за евентуално ако има пак поројни дождови, селото воопшто да не биде загрозено. Значи самиот проток на реката да биде чист, пошто пред тоа, значи денеска бевме сведоци дека колку многу значи отпад имало во самата таа река и кај ги носела значи водата тие реки. Значи еве еден јавен апел значи до самите граѓани, јавното комунално си функционира одлично во самата општина без разлика значи за било кој да не се фрла отпад во покрај реките, затоа што после штетите ќе си ги трпиме сами. Така и да се охрабрат еве жителите оние кои што претрпеле материјални штети да се обратат секако тоа го спомнав, значи самата комисија денеска била на терен, еве ако не стигнала комисијата да стигне до некое домаќинство кое што било погодено од таа поплава, значи слободно можат да се јават во општинската административна зграда, каде што тука ќе биде и комисијата која што го преценува точно колку е штетата на тие домаќинства. Јас на самиот крај ќе ви посакам успешна работа, со успех да си го довршите мандатот и секако остварување на сите амбиции, па можеби да ве видиме еден ден и вам на градоначалничкото место со овие амбиции и проекти кои што ги споменавте. До тогаш да си оправдате довербата нормално пред граѓаните, бидејќи нели тие се најважните. Секако да, без разлика на која позиција сме во општината, ние секогаш сме одговорно сме ја прифаќале нашата задача и секогаш сме тука за да ми излеземе во пресред на сите граѓани на нашата општина. Благодарам на вас за можноста и за поканата. Ви благодарам уште еднаш, до некое наше следно видување пред камерите. Почитувани гледачи, разговарам со господин Ниметула Демири, представник од општина Студеничани, се извинувам, или шеф на кабинетот на градоначалникот Азем Садики. Јас верувам дека оваа емисија го задржа вашето внимание. Споделивме некои убави, интересни нови информации токму за оваа општина која што според Демири вклучува дури 19 села, односно станува збор за една рурална средина, меѓутоа модерна средина со жена председател на Советот на општината. Јас ова уште еднаш морам да го потенцирам, бидејќи ми остави еден голем впечаток. Се надевам дека слушнавте малку повеќе за општината Студеничани, ве запознавме токму со оваа општина, меѓутоа и споделивме нешто повеќе за поплавите кои што се случува изминатите денови, споделивме за оние директно засегнати жители кои што можеби имаат штета и сакаат да си пријават. Еве денес и општина Аеродром излезе со соопштение граѓаните да поднесат барање токму и до нивната општина доколку имаат штети. Се надевам дека се ќе помене во најдобар ред и дека надлежните ќе си ги завршат своите работи. Јас овде ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам што ме следевте и ќе посакам да се видиме за 7 дена од сега на истата фреквенција и во истото време. До видување. Vечно